Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Конечно дојде време за видеото што го најавив и што го снимам со големо задоволство. Ќе зборувам за еден од најдобрите романи на сите времиња, Моби Дик од Херман Мелвил. Ова е секако во американската литература еден од најдобрите романи, особено во 19-тиот век. Мислам дека заедно со Скарлетното слово од Натаниел Хоторн и Авантурите на Хаклбери Фин од Марк Твен сигурно спаѓа во тие топ 3 најдобри романи на 19-тиот век во американската литература. Меѓутоа јас би го сместил и како во рамките на светската литература како едно од најважните и најдобрите дела. Има Моби Дик своја репутација и мислам дека многу повеќе се знае за романот отколку што е читан романот, и малку им ме потсетува на Улис од Джеймс Џојс во смисла на тоа дека ги плаши луѓето и сметаат дека е премногу комплициран или можеби издодевен, дека има делови што се досадни и така натаму и бара многу трпение и внимание. Тоа е само делумно оправдано, мислам дека едноставно во културата, значи и самото име Моби Дик, исто како што зборував во некои други видеа, како не знам, како Пинокио или други ликови, си живее и надвор од романот, и како што кажав, многу луѓе знаат дека па да, ова е книга за некој си кит што го гонат, да го уловат и така натаму, еден луд капетан по име Ахаб што сака да му се одмазди на китот. Меѓутоа не често луѓето се осмелуваат да го прочитаат овој роман. Се надевам дека со ова видео ќе ве убедам да земете или барем да му дадете шанса на Херман Мелвил и Моби Дик. Херман Мелвил е американски писател, значи роден 1819 година, умира во 1891 година, значи најмногу твори во втората половина од 19-тиот век. Роден бил во Њујорк, меѓутоа иако не е роден во сиромашно семејство, откако татко му умира, семејството паѓа во финансиски проблеми и морал да почне да работи секакви работи. Меѓу другото, подоцна почнал да работи како морнар на брод. Најпрво работел на трговски брод, значи патувал до Англија и така натаму. Меѓутоа подоцна се пријавил и се приклучил на посадата на еден китоловен брод. И затоа она што го опишува во однос на китоловниот живот, на животот на бродот, го познава Мелвил од прва рака. Заминал на бродот Акушнет и некаде кај француска Полинезија, кај тие островчиња, заедно со уште еден морнар побегнале од бродот, го напуштиле бродот и живееле меѓу домородците не знам колку време, меѓутоа успева да преживее. По долги перипети и така натаму се успева да се врати во Америка, и затоа што сакал да биде писател, почнал да ги запишува неговите авантури, неговите доживувања во облик на романи, нели? Има два кои што му се особено познати, добро поминале во тоа време, едниот е Ому, другиот е Тајпи. И луѓето ги сакале тие патувачко-авантуристички романи, ги читале, биле популарни романите, меѓутоа Мелвил едноставно немал мир, немал спокој, затоа што сакал да напише нешто посериозно, поамбициозно, пофилозофско, подлабоко дело. И во 1851 година го објавил Моби Дик, меѓутоа имало поделени мислења и речиси, романот поминал незабележано, далеку од она што го посакувал Мелвил за неговиот роман. Дури во 20-тиот век едноставно на некој начин Моби Дик е реоткриен, откриена неговата длабочина и важност, и тогаш на некој начин станува еден Мелвил, не знам, Моби Дик ревайвал, каде што се воодушевени луѓето од Моби Дик. Меѓутоа тогаш не поминува добро, а Мелвил продолжува да пишува, не се откажал од пишување, подоцна се посветил на поезија, пишувал, меѓутоа никогаш не добил славата што ја заслужува. Го објавил исто така меѓу другите на кратка новела Писарот Бартлби. Имам видео за таа новела, ќе ставам линк на крајот од видеото. Значи Моби Дик е комбинација од личните искуства на Мелвил како дел од екипажот на китоловен брод, значи нели на бродот на кој што бил. Меѓутоа исто така внел и направил комбинација од други два настани, значи вистински настани. Едниот е потонувањето на бродот Есекс од Нантакет. Нантакет е најпознатото и најважното китоловно пристаниште во Америка во тоа време.
Значи тоа се случило во 1820 година, откако тој брод бил удрен од еден спермакит, значи далеку на океан, далеку од дома, а другиот, значи настаните биле запишани од еден од 8 морнари кои што го преживеале тој бродолом, а другиот настан е на водното убивање или лов на во 1830 година на албино спермакитот Мока Дик во водите на Челианскиот остров во близина на Челианскиот остров Мока. Значи се сметало дека овој кит во себе има 20 и повеќе харпуни кои што се забодени во неговото тело од претходни ловања, значи имал репутација на кит кој што ги напаѓа бродовите без да биде испровоциран и така натаму. Значи се сметало дека свесно ги напаѓа бродовите и се сметало дека учествувал во стотина такви битки. Сега поентата е што Мелвил ги зел неговите лични искуства, ги искомбинирал со како подлога ги земал овие два настани и тоа му била едноставно основата да тргне и да го пишува Моби Дик. Сега китоловството може на нас од денешна перспектива да не изгледа како што правеле луѓето, зошто ловеле китови и може прво да си помислиме дека ги ловеле китовите за храна, меѓутоа не било така. Китовите биле многу доходовно нешто со тоа што во нив тие содржат една смеса наречена спермацетиот, таму е спермокит или sperm whale на англиски, токму поради таа смеса и кај спермокитот, а Моби Дик е таков тип на вид на кит, во горниот дел на главата, значи замислете, тоа е огромно суштество, се наоѓа таа смеса, значи буквално огромни количини на таа смеса кој ќе се убие китот се извлекува, потоа се вари, се преработува и од тоа се добива масло кое што служело буквално за осветление, најмногу за осветление и во домаќинствата, буквално цела Америка и не Америка и други места биле осветлувани, значи целото осветление, значи се должело на тоа китоловство, значи тоа било многу важен бизнис и обично бродовите кога одат на такви китоловни патувања, тие траеле подолго време и обично имало учество, значи тоа биле како акционерски друштва и имало, да речеме, со одреден процент учествувале разни луѓе и поединци или компании и така бил делен на крај профитот. На едно рамниште ова е многу едноставен роман со една многу едноставна приказна, значи нараторот човек по име Ишмаел и со кој што го почнува романот со една од најпознатите први реченици во литературата: викајте ме Ишмаел или викајте ме Исмаел. И тој е човек кој што така го почнува романот, вели кога не ме држи место, едноставно ја ме јаде јанца неспокој и немам пари во џеб, и тргнува се пријавува на китоловно патување, нели, на бродот Пиквот. Претходно додека чека, значи во првите поглавја ќе се запознае и ќе се здружи со еден домородец од еден остров по име Квиквег, значи целиот истатовиран со свој идол на кој што, нели, му прави метани и така натаму. Ќе се здружат и ќе станат многу блиски пријатели, ќе тргнат и ги примат заедно на истиот брод кој што треба да плови под раководството на капетан Ахаб. Капетан Ахаб е еден од најпознатите ликови во литературата, човек кој што е сосема откачен, многу тежок карактер, специфичен човек, кој што знаеме дека ја загубил неговата нога во борба со Моби Дик на едно претходно патување. Човек кој што е озлојаден, значи полн со желба да се одмазди, човек, како што кажав, тежок карактер, значи човек кој што дури откако ќе отплови бродот, ќе тргне бродот и дури можеби од прилика после една недела ќе се појави на палубата, ќе излезе и едноставно ќе почне да раководи со патувањето. Значи Пиквот испловува од Нантакет со една многу шарена посада со главни харпунџи, значи неколку снажни, силни луѓе кои што се спремни, кои што треба да го удрат китот кога е време, исто така со тројца раководители, да ги наречеме, луѓе кои што раководат со 3 различни посади кога се оди во
во лов на китовите кои се спуштаат нели тие помошни китоловни чамци. Тргнува патешествието, Ишмаел ни зборува за животот на бродот и така натаму, и подоцна ќе видите, значи ќе почна да ловат китови така натаму, се додека како што очекувате не допре глас до нив дека Моби Дик е некаде во близина и може да се прашате како може да јас тоа се прашував додека го читав романот, како може да се знае каде може да се најде кит во сите тие океани. Меѓутоа, кај китовите постојат одредени патишта, главни патишта по кои што тие мигрираат, се движат и така натаму, така што искусните морепловци и капетанот Ахаб тоа го знае. И почнува патешествието и тоа е она што се случува на крајот, претпоставувате, значи ќе дојде до борба меѓу Ахаб и нели неговиот пиквот против Моби Дик. Моби Дик ќе победи, значи бродот ќе биде потопен и единствен што ќе преживее е Ишмаел, за да ни ја раскаже таа приказна. Сега ова ме потсеќа на грчките трагедии. Кога старите грци оделе во театар да не знам да ја гледат Антигона или некоја друга представа, тие знаеле што ќе се случи. Значи, меѓутоа одново од колку пати да ја гледале истата представа, на некој начин доживувале одредена катарза, затоа што тоа е моќта на приказната и универзалноста на приказните. И во таа смисла, дури да знаете што се, затоа ви реков многу, запратот е многу прост и едноставен на Моби Дик, меѓутоа тајната на овој роман не е во тоа. Покрај ова рамниште и покрај овој заплет постои уште едно рамниште, речиси како да постои паралелен роман или паралелно, повеќе би го нарекле есеистички тип на раскажување во Моби Дик, со тоа што Ишмаел во многу некојаш последователни, некојаш растурени низ целата нарација поглавја ни зборува за китот и за целата китологија. Поглавје по поглавје, да речеме, имате поглавје во кој што зборува за баш онака како биолошки, значи како анатомски, какви видови китови се познати во тоа време, колку спермацети содржат во нив, кои се ловат, кои не се ловат, кои се јадат, кои не се јадат, буквално едноставно како да сте во природонаучен музеј и едно по едно ви ги објаснува нештата, да речеме за главата на китот, за опашката на китот, за навиките на китот, за внатрешноста на китот, за тоа буквално поглавје по поглавје. И тука станува проблемот. Тука многу луѓе се откажуваат и сметаат, па добро, ова е досадно сега, зашто ќе слушам за опашката на китот цело поглавје од 5-6 страни или колку и да е. Значи мислам дека баш ова го прави романот уникатен, особено за тоа време, каде што буквално како да следите учебник за китови, и буквално како да додека се движите со бродот, замислете дека се движите низ еден музеј и од просторија во просторија, како што се движите со бродот, буквално страните може да ги гледате како експонати и да буквално целата наука, мислам, па да, и наука, целата анатомија и се што може да се знае во тоа време за китовите, особено за спермокитот, ни го опишува Ишмаел, нараторот на ова дело. Иако делче по делче, поглавје по поглавје, Ишмаел ни дава целосна анатомија на китот, иако ни дава биолошки факти, сето тоа е пронижено со речиси метафизички моменти и описи, особено едно од најпознатите поглавја во овој роман е Белината на китот, едно ремек дело од поглавје во кој што зборува за буквално за концептот, за идејата на белина, на каде се среќава историски, значи што представува символ белината и така натаму, според и во однос на китот, значи нешто што дури да го прочитате само тоа е нешто фантастично и феноменално. Преку каталогизирање на деловите на китот, Ишмаел речиси како да се обидува да го каталогизира целото битие. Има еден извадок што сакам да ви го прочитам од Фосилниот кит, едно од поглавјата што е сјаен извадок и кој гласи: кога стојам меѓу велјиве левијатански костури, черепи, бивни, челусти, ребра и прешлени, сите со белег на некаква сличност со денешниот морски чудовишта накот, но кои имаат и сличности со изумрените предлетописни левијатани, со нив несознајни претечи, мене поплава ме носи назад во таа чудесна доба,
кога уште не било почнато ни самото време. Зашто времето почнало со човекот. Тогаш врз мене се свалува сивиот хаос на Сатурн и ми се подотвараат темнички трепетни продирки, кои тие поларни вечности, кога врз денешните тропски поднебја тежеле вклинети крепостни кули од мраз, а на сите 25 илјади милји околу светски појас на нашава земја не се гледале ни педа населлива земја. Тогаш сиот свет му припаѓал на китот и ко крал на созданијата, тој браздата си ја оставал крај денешните падини на вишните Анди и Хималаи. Кој ќе се пофали со родословие како Левијатанот? Постара од фараонската крв пролеало копјето на Ахав. Метузалем онде личи на прваче. Се вртам наоколу да го најдам Сим, да се ракуваме. Од ужас поразен стојам сред тоа пред Мојсеевско безисконско постоење на неискажливите грозомори на китот, кои штом ги имало пред почетокот на времето, сигурно ќе опстојат и како ќе се сврши целото човечко време. Значи, ова е еден фантастичен извадок и фантастичен превод на Огнен Чемерски, тоа заборавив да го кажам, значи на македонски ова е новиот многу фален превод на Огнен Чемерски, кој што може да го читате во издание на Полица. Јас го читав, го препрочитував всушност овој роман по повеќе години, го читав на англиски, меѓутоа се консултирав, читав и делови од Огнен Чемерски и гледате со каков јазик располага и сака да каже китот бил, едноставно на китот му дава една вонвременска димензија, бил уште пред да постои човекот, не некој океанот постал претходно, и ќе биде од кога човекот ќе го нема на овој свет. На страшно убав опис. Кога ќе го читате Моби Дик, ќе видите дека постојат две клучни влијанија врз Мелвил, кога го пишува овој роман. Иако се повеќе влијанија, меѓутоа две се особено важни. Првото е Библијата, второто е Шекспир, делата на Шекспир. И може да се додаде античката митологија, иако Библијата, и тоа не било која Библија, во која смисла, особено преводот на кралот Джеймс, кој што е од почетокот на 17-тиот век, значи англискиот крал Джеймс наложил да се преведе Библијата, и тој библиски превод, тој превод на Библијата на англиски до ден денес се смета за еден од најпоетичните преводи за вистинско ремек дело. И Херман Мелвил длабоко црпи, дури кога го читав овој цитат, значи Метузалем, Сим, значи Ахав, се тоа библиски ликови, Левијатанот, се спомнува и во други митологии, меѓутоа и во Библијата се спомнува како за морско чудовиште кој што живее во длабочините на океанот, тоа значи Левијатан. Значи првото влијанието од Библијата, конкретно на преводот на крал Джеймс од 1611 година, е присутно. Тука користи Мелвил библиски алузии, пророчки слики, морални прашања за судбината, слободната волја и божествената правда. Например, Ахаб не е случајно избран капетанот да се вика Ахаб, затоа што Ахаб во Библијата е крал кој што е израелски цар, кој што бил казнет за непочитување на Божите прописи, одел против Божјата волја. Значи Ахаб е апсолутен негативец во библиската наратива. Значи тој може да биде приказ на човековата борба против се присутната и трансцендентна сила, значи кој што се бори против Бог или оди против Бог, исто како што Јов се бори на некој начин со Бог, меѓутоа на поинаков начин. Ишмаел, да речеме, е синот на Авраам, исто така сигурно не е Ишмаел наречен тука со тоа име, случајно и прашање дали нараторот го дава своето вистинско име или алудира на нешто. Ишмаел е синот на Аврам од неговата слугинка, синот кој што е отфрлен и кој што талка со неговата мајка Агара, меѓутоа значи талкач Ишмаел оди на брод и талка од место на место, значи нема мир. И меѓутоа Бог ќе го заштити и мајката и тоа дете Ишмаел ќе ги заштити, значи иако ќе бидат избркани. Значи има низ романот апокалиптичен јазик со предупредувања кои што потсетуваат на старозаветните предупредувања за пропаст. Значи во паралелизмите, повторувањата го гледаме ритамот и поетиката на преводот на кралот Джеймс, значи преводот на Библијата. Очигледно е влијанието и на Шекспир.
Ахаб како трагичен херој, силен водач осуден на пропаст поради неговата обсесија со одмазда, е шекспировски трагичен лик, исто како Макбет, да речеме, не ги слуша предупредувањата и знаците и избира пропаст. Има поглавја цели напишани како драма, како диалог, има значи хамлетовски интроспекции, монолози, значи Ахаб дагава таков монолог, па не знам, другите неговите помошници, значи Шекспир е апсолутно присутен тука во Моби Дик и Мелвил си игра со шекспировскиот јазик, значи јазикот е намерно го користи тој шекспировски јазик или јазикот на кралот Джеймс. Иако може да зборуваме за повеќе теми, постојат две главни теми што ќе ги издвојам како фокус во ова видео. Првото е неспознатливото и границите на човековото познание, а второто е одмаздата и обседнатоста, едноставно лудилото на одмаздата. Низ целиот роман Моби Дик е прикажан како енигма, како непознаница, значи белината на китот, затоа што тој е албино спермакит, значи белината на китот е опишана како убава, но и ужаснувачка, и символизирајќи како луѓето се борат да ја дефинираат или разберат апсолутната вистина. Значи океанот од древни времиња и во древните списи е место на непознатото, на она што непознатото кое што на длабочината, кое што е неспознаена, меѓутоа кое што ни носи немир, не ни дава мир. Исто така океанот може да го представува и нели подсвесното, несвесното, како и да е. На некој начин кога зборува за китот, нели за тоа древно суштество, тоа ме потсетува на Mysterium Tremendum et Fascinans, значи на тајната која што не фасцинира, која што не привлекува, меѓутоа која што исто така ни влева страв, значи не држи во една тензија помеѓу привлечноста на трансцендентното, на оно што не ни е познато, што оди над нас, меѓутоа и кое што стравот, меѓутоа и фасцинацијата, желбата која што не движи. И тоа е еден опис исто така и за Бог, значи Бог кој што е тајна, мистерија, која што не ужаснува со светоста и големината, меѓутоа и не привлекува и не повикува на познание, на спознавање. Значи, китот е таа непознаница што фасцинира, но и предизвикува ужас. Широкиот океан нели ја отсликува таа идеја и представувајќи ги непознатите длабочини на постоењето. И сега без оглед колку се трудат Ахаб или Ишмаел едноставно да го разберат Моби Дик, китот секогаш останува надвор од објаснувањето, од човечкото објаснување. Тој не може да ги знаат неговите патишта внатре, во длабочините. И тоа е слично и на самиот универзум, на самата апсолутна вистина, значи потрагата по вистината и слично и со Бог, кој што никогаш не може да биде спознаен целосно. Се поставува прашањето, значи, што представува Моби Дик, што символизира, може да символизира повеќе нешта, меѓутоа може да едноставно да символизира таа непознаница, значи едноставно непознаницата или на самото постоење кое што како ограничени суштества ние не можеме сеопфатно да го едноставно конзумираме, да го абсорбираме и да го разбереме. Од друга страна, втора клучна и голема тема е Ахаб и неговата обседнато со одмаздата. Значи, Моби Дик не е само животно во морето, туку во океанот, туку олицетворение на сето страдање и хаос во светот. И речи си Ахаб како да не се обидува да се одмазди само за својата загубена нога, туку го истура врз китот целиот гнев на злото во овој свет и неговото неразбирање на зошто постои злото, на дисбалансот во светот. И тој не може да се помири со неутралноста на природата и незините сили, затоа што природата во основа е неутрална. И конечно и во таа смисла Моби Дик како представник на природата е неутрален. Значи, конечно неговата обсесија и лудило го водат во смрт заедно со речиси сите со него. Неговата обсесија е толку голема што кога Пикфот ќе се сретне со Рейчел, еден друг брод, ќе се среќаваат со разни бродови, и како што се среќаваат со разни бродови, како да има навестувања, злокобни навестувања на несреќа. И тоа можеме да го видиме ние како читатели и другите да го видат, и Ишмаел и другите, меѓутоа Ахаб тоа не може да го види затоа што е заслепен и обседнат со желбата за одмазда.
Во таа средба капетанот на Рейчел го замолува Ахаб да му го позајми бродот, да одат да го најдат чамецот во кој што загубениот чамец во кој што се наоѓа синот на капетанот. Меѓутоа Ахаб апсолутно одбива затоа што веќе дознал на каде се движи Моби Дик и продолжува да го гони. Значи до толку едноставно е заслепен од желбата за одмазда. И дали Ахаб го води само желбата за одмазда или можеби нешто подсвесно, значи нешто подлабоко. И повторно, што ако желбата да ја казни, да и се одмазди на неутралноста, на незаинтересираноста на природата, што ако тоа го одвижи, што ако го движи потребата да се одмазди на безсмислата на човековата борба против силите кои се многу посилни и поголеми од него, на борба против самата безсмисла. Значи ова се двете главни теми кои што се присутни тука, значи може го да го читате романот, да откриете и сосема нови нивоа, нови слоеви. На крај се поставува прашањето зошто и како да го читаме овој роман. Јас би рекол, затоа што можеби според мојот темперамент или мојата интелектуална склоност, мене ми значат романи кои што се длабоки и ајде да ги наречеме филозофски, секако со добра приказна. И можеби затоа ми се допаѓа Моби Дик. Меѓутоа првиот пат кога го завршив пред не знам колку години, само што го завршив романот има таков квалитет што си реков, морам да го прочитам уште еднаш, затоа што има слоеви и слоеви и слоеви. Треба се читати поради убавината на јазикот, широчината на мислите, значи описи на самата борба меѓу човекот и природата, борбата меѓу Ахаб и китот, значи како олицетворение на таа борба. Значи роман кој што е широк, раскошен, многу слоен, едноставно роман кој што се простир длабок колку океанот, сега да малце во сентиментална патетика. Меѓутоа сериозно, ако решите да го читате, значи ако разбирате добро англиски, тогаш би ве препорачал да го читате на англиски, може да го најдете, има разни изданија. Секако можете да го читате на македонски во преводот на Огнен Чемерски во издание на Полица. Пробајте да го читате стрпливо, бавно, да уживате во прозата. Јас го читав вториот пат сигурно барем еден месец, претпоставувам полека, ужива во романот, че никаде не мора да се брзате и видете дали едноставно овој роман ќе прошири вашата потрага по разбирање, по вистината, или ако не ја прошири, дали ќе ја иницира, дали можеби ќе ја испровоцира. Значи нема да должам повеќе за Моби Дик, за ова ремек дело, за едно од најдобрите романи на сите времиња. Ви го препорачувам, чувајте се, стиснете лайк и сабскрајб на ова видео, споделете го ако ви се допаѓа и се гледаме во наредното видео со нова рецензија за нов одличен роман. Чувајте се и се гледаме. Чао!